Председателот Ѓорѓе Иванов попладнево му го врачи мандатот за состав на новата влада на председателот на ВМРО-ДПМН Никола Груевски, чија партија освои најголем број на пратенички места на предвремените парламентарни избори што се одржаа на 11 декември. Мандатот беше врачен со половина час за доцнување од закажаниот термин. Мандатарот во рок од 20 дена на собранието треба да му поднесе програма и да го предложи составот на владата. Владата на предлог на мандатарот и врз основа на програмата ја избира собранието со мнозинство гласови од вкупниот број пратеници. Добар ден и добре дојдовте во мој термин на 24 вести заедно со мене Огнен Јаневски. Во продолжение следува прилогот на колешката Душица Мрѓа, која што токму за ова имаше и подготвено извештај. Да го проследиме. Никола Груевски по пети пат од кабинетот на шефот на државата излезе како мандатар. Без изјави, без присуство на новинари, со половина час доцнање, стартуваа 20 дена рок во кој лидерот на ВМРО-ДПМН ќе се обиде повторно да направи влада. Сепак, за разлика од сите пати досега се чини, овој пат многу потешко ќе му оди. Ќе се соочи со се албанските барања, но и отвореното противење на дел од партиите на албанците за коалиција со него. Колку и дали ќе успее да ги испегла различните позиции со довчерашниот партнер или пак платформата на Ахмети ќе биде само алиби за да не се направи влада, допрва ќе видиме. Особено по пораките кои Груевски му го испрати вчера на лидерот на ДУИ. Од Маларечица денеска вела дека реакцијата на лидерот на ВМРО-ДПМН е очекувана за нив. Висок партиски функционер на ДУИ за 24 вести брифира дека Али Ахмети чека покана од Груевски за старт на преговорите за нова влада. Истиот функционер вели дека Ахмети ќе се појави со платформата на албанците, а каков ќе биде исходот од тие разговори, вели не може за сега да се прогнозира. Никола Груевски официјално е мандатар. Чекаме покана за преговори како партија што освоивме најмногу пратеници во албанскиот блок. Заедничката платформа на партиите на албанците е нашиот услов. Во неа нема ништо непознато или неприфатливо за македонците или за партиите од македонскиот блок. Вели истиот функционер. За разлика од Ахмети кој што чека покана, ка сами истела надвор од опциите за влада со Груевски. Порачуваат, платформата ја поддржуваат и таа мора да се исполни, но не може тоа да биде влада предводена од човек кој што е главен осомничен на СЈО, но кој во изминатиот период велат водел антиалбански политики. Од Алијансата за албанците кои досега влегуваа во сите комбинаторики за коалиција во пакет со Ахмети, било со Груевски или со Заев, порачуваат влада со Груевски не доаѓа в предвид. На истиот став и од БЕСА. Во пресрет на добивањето на мандатот, пак и лидерот на ВМРО-ДПМН во интервју за Дневник и самиот порача дека постои реална шанса да не состави влада, како што тој вели не по секоја цена. Ако ВМРО-ДПМН како победничка партија биде изиграна од ДУИ, независно кои ќе бидат причините за тоа, бидете убедени дека ВМРО-ДПМН ќе се врати на голема врата во владата и тоа најмалку 2 мандата поред. Во политичките кругови, токму платформата која излегува од рамката на Охридскиот договор и содржи барања за ново државно уредување и нов договор меѓу македонците и албанците, се толкува како обид да не се состави влада. Доколку Груевски и Ахмети не успеа да се испазарат втор шанса за да се обиде да состави нова влада, ќе добија Заев, но и доколку и тој не успее, најверојатно потоа ќе се создаде широка или техничка коалиција со ограничен мандат и агенда, пошто многу брзо би се одело на нови избори. Европската унија одблиску ја следи ситуацијата во Македонија и очекува брзо формирање нова влада, рече денеска портпаролката на Европската комисија Маја Коцијанчич, пренесува Македонската информативна агенција. Таа го повтори ставот на комисијата, првично соопштен по изборите на 11 декември, дека ЕУ очекува во рамки на уставните рокови да се формира нова стабилна влада, но и дека сакаат да видат итна имплементација на реформите. Ние исто така сакаме да видиме итна имплементација на реформите, решавање на прашањата за системското владење на правото, исто и преку итните реформски приоритети, како и преку продолжена имплементација на претходните политички договори. Во овој контекст, ние ќе продолжиме да ја поддржуваме земјата на незиниот европски интеграцијски процес. Тоа е се што можам да кажам во моментот, изјави Коцијанчич денеска.
Ние во продолжение на 0260 91924 или 0260 91925 разговараме токму за оваа тема. Со оглед на многуте случувања деновиве, првично во очи разговаравме токму за состојбата на патиштата, а сега се посветуваме на тема која и дел од гледачите ја споменаа дека би требало да биде приоритетна за денешниот ден, особено откако во 13 часот и 30 минути, односно со 30 минута за доцнување првично закажан во 13 часот, мандатот му беше доделен на првиот човек на ВМРО ДПМН Никола Груевски за да формира влада. Но, дали ќе формира влада? Добар ден, добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, ве слушам, повелете. Сечна година Огнен. Благодарам и вам исто, Андреја. Христос се роди. Вистина се роди. Сречни божични празници на сите и на сите вас, сите во 24 телевизија што работите и сите гледачи на Република Македонија. Благодариме, повелете. Вака сега. Прво ќе сакам еден предлог да дадем за наредна тема. Дали ќе може? Ајде, слободно. Пред некој ден пред Божич, тука владиките и поповите дадоа еден предлог да се дрвата кои треба да се палат обновите, да се донираат на сиромашни лица. Добро. Мене ме интересира зашто поповите не донираат од нивните джипови и да се преиспита каде одат нашите пари што ги даваме под црквите, каде одат тие финансиски средства, дали некој води сметка за тоа. Так, добро. Договорено. И сега, Ајде за темата. За темата. Дали мислите дека Никола Груевски би формирал влада? Мислам дека он не требаше да го земе папчето од папкичето што му го даде. Добро. Така наречениот председател, бидејќи он е више испушена муштиква, што викаат. Не знам што ќе бара од народот. Он се покажа неговото владење, народот го стави на свршен чин. Со тоа што 3 сантими снег не можевме да се справиме. Замислете да има пола метро. Така. Ќе изумира народот. И ве слушав некој умрел. Бездомник во Скопски аеродром. Значи, ќе се работи за живот и многу негајле. И немам коментар за овој. Треба да го врати тоа папчето. Така. Нема потреба да прави. Он треба да се каже збогом со политиката, да се обезбеди едно со пријатели таму некој добро местенце во Идексово. Да се одговара за тие зло дела што не ги направил. Лично мене ми направиле зло дела. Така. И уште една замерка до вашата колешка прошли пат. Добро. Имаше една јавувачка што се јави и погрешно ме толкуваше не Андреја, него Андреј ми рече. Аха, добро. Требаше да ја исклучи, не ја исклучи. Добро, веројатно не знаела колешката за тоа. Огнен, се најдобро, не знам што да кажем за вас. Значи, тука чекаме да се направи некоја влада и да почне нешто да функционира. Прво правото. Така. И после правото оди се поред. Точно. Добро, Андреја. Поздрав да сите. Поздрав и до вас и убав ден, во убава вечер во Тетово. Дали имаме некој друг на линија? Повелете, добро вечер. Добро вечер, Огне, и... Поздрав до вас, Лоза. Председателот денеска, значи, пола час го чекаше, Груевски не можеше да стигне од Водно, ама тука се во Комчи. Не, од Бихачка е станот на... Го знам, видиш, ете. И да ти кажам право, значи бледа слика, како да не беше Груевски, него џабе сега веќе понака жанато за странците, за дипломатите, со црни панделки, сето тоа е срамота за ова мала држава, ама не се сите како него. Ние поинаку мислиме. И тој цитера по своето, секаде кај што треба да дојде на време, тој касни да биде во ГРО, ама влезе кога се конституираше собранието, тоа беше најинтересно, сам. И седна до Илија Димовски, нема веќе место каде. Так. И да ти кажам, Огне, јас од сигурни извори имам слушното дека СДСМ ќе направи новата влада. Добро. Така, а овие ќе одат во историја веќе. Нема, за криминали никој не дава мандат.
Добро. Пријатно. Благодарам за јавувањето, поздрав и убава вечер во Куманово. За сега нема одговор на прашањето кое 24 вести го упати до Европската комисија. Како го коментирате ставот на лидерот на ВМРО ДПМН и мандатарот за составување нова влада Никола Груевски, дека нема да поддржи продолжување на мандатот на специјалното јавно обвинителство? Покрај спроведувањето на фери демократски избори, Брисел и Вашингтон активно подсетуваа на потребата од остварување на итните реформски приоритети и спроведување на одредбите од Пржинскиот договор. Итните реформи се производ на извештајот на групата експерти на чело со Рајнхард Прибе и истите се поделени во 5 категории. Прва, владење на правото и судството. Втора, деполитизација на јавната администрација. Трета, изборна реформа. Четврта, имплементација на препораките на анкетната комисија за собраниските инциденти од 24 декември и петта, медиуми и слобода на изразување. Дипломатски извори пред предвремените избори брифираа дека Европа од новиот владин состав очекува конкретна стратегија за остварување на итните реформски приоритети со точни рокови и листа на конкретни активности, се вели во прилогот на колегата Александар Пешев, кој беше емитуван во Дневникот во 17 часот. Добро вечер. Добра вечер. Ве слушам, повелете. На сите православни повелете. христијани, така еден убав поздрав со Христос се роди. На многу лета, браќа православни христијани. Так. Оние кои слават вечервава именден Стефанија, Стефан, нека му се вечни минјата. Со добра мисла да почнеме. Па мислам дека заслужно партијата ВМРО ДПМН со лидерот Груевски добија мандат да формираат нова влада, пошто се победници 10 пати, значи се уред фактички. Тоа е значи за поздравување дека една партија со толку надворешни непријатели, да речем така, Сорос и милиони евра фрлени нели на пропаганда, однатре со роварење против Македонија, со шарени некои револуции, со уништување, со се, со блокади, со во времење кога наша Македонија имаше одличен развој на новоотворени фабрики, градење автопати, без пари превоз за студенти, ученици, без пари превоз за пензионери, лекување без пари на бањи, таму нели услуга бања. Дали мислите дека председателот на ВМРО ДПМН Никола Груевски ќе состави влада? Па се надевам, пошто очекувам и овиот дуи на шири таму било која партија од албанците да разберат дека за нивните гласачи најдобро е да има тие стабилен и смирен, така да речем, живот, стабилен економски живот, така, пошто ако тераат и најат и бараат коалиција со некоја партија, со нели така наречени социјалдемократски сојуз, фактички мислам дека би наштетиле самите на себе си како значи партија и гласачи, пошто на два мандати за време на владење на таа партија, нели СДС, лошо видоја сите во Македонија, дали пензионери, дали штедачи, дали студенти, дали ученици, дали вработени, значи немаше луѓе кои видоја арно од таа партија СДС, затоа значи не би требало по трет пат, значи фактички како вика два пати човек некоја змија го каснала и тој по трет пат да и верува на таа змија нема логика, која значи е научена само да го каса да му прави зло. Затоа велам дека добро е и за албанци, за македонци, па и за гласачи од овие нели од СДС, добро е Груевски да формира влада и ВМРО, значи како партија ВМРО да продолжи со зголемување на пензии, со без пари давање превоз на ученици, студенти, за да се формира за да се формира владата, или Груевски ќе треба да ги прифати барањата се албански на албанските партии, или пак албанските партии ќе треба да се повлечат од своите барања. Што мислите вие дека ќе се случи? Очекувам дека албанските партии или дуи самата, очекувам да биде мудра, значи во име на мирот, на стабилноста, на подобар живот на сите нивни гласачи, да биде цивилизирана, мудра. Едно беше пред избори, друго е сега. Ја знам дека дуи... Мислите ли дека лажеа пред изборите? Молам? Мислите ли дека лажеа пред изборите, што велите дека едно било пред избори, друго така, после? Нели, секоја партија води кампања, нели, така да речем нешто пренагласено, некои барања или некои ставови ќе кажуваат своји, после кога, значи, што значи после избори тоа се... Само ако има некој би заводуел, после мене ако чека, некој би сакал, ако може, огне. Да, добро, ајде да видиме.
Одиме со следно јавување. Добро вечер, велам кому. Добро вечер, велам кому. На следниот гледаш, таман вкрстување на ставовите. Добро вечер. Дали ќе може да вклучиме следен гледач? Ало. Да, добро вечер. Добро вечер. Ве слушам. Па, вака, сега јас очекувам, познавајќи, гледајќи ги однесувањата на ДУИ, ја очекувам дека они ќе сепак ќе формираат владата со ВМРО, бидејќи играчот ДПА, они се гледате с 2 сигурни гласа за новата влада, никој нив не ги прашува, тие се на дефиницијата верни до гроб. Иначе онаа вчерашната платформа беше приказна за мали деца. Мислам да се разберемо напред. Тоа беше тој потек на маневар на ДУИ, кој едноставно го исфрли, што 9 денеска па се демантираат со тоа што па овие другите од Алијансата викаат дека нема да влегуваат во никаква влада со осомничени лица. Сега ако гледаме дека ДУИ да скапо го плати својот инат и она играње на 2 столици со СЈО, изгубија 9 пратеника, а пошто им гори под носете, да не речам под задникот, памет и да им дојде, сега ќе биде повуци потегни дали ќе го поддржуваат СЈО или нема да го поддржуваат СЈО. Бидејќи тие се прашање што пак албанците многу ги буткаат, сакаат да се рачистат. А ВМРО ете па бара па СЈО да не го поддржат. И сега ако се земе дека тоа е бизнис коалиција секогаш постоела, ја не очекувам дека ќе имаат некој проблем да состават влада, затоа што ќе добијат, најверојатно ќе го добијат парламентот, спикерското место ќе им биде понудено. Министерството за внатрешни работи више готово се знае дека ќе им го дадат. Цената која ќе се плати за новата влада е тоа што ќе треба да се види. Така дали ќе биде владата ќе ја состави, ќе се состави, меѓутоа ова ќе биде за најверојатно последна влада и за ДУИ, затоа што ако се земе уназад да се оди, сега новиот джокер на албанците ќе биде Беса. Меѓутоа ме чуди да оние така од радикални, како што рече претходникот, пред избори едно зборене, сега пупу нема, дали сега тоа значи дека и она што го збореше заев пред избори, сега ќе му го заборавиме. Сега се прашуваме зашто неговото не го заборавиме што го збореше пред избори, ама уште го вергламе дека ете вети, дека ќе даде оставка, вети дека наводно ќе има кантонизација. Сега, знаете, доаѓаме една смесна ситуација. Нашето да не важи, ама твоето се има да важи. Так. Мислам дека, знаете, тоа бугарската тази дупка не е дупка, мислам дека некој ќе го плати скапо. Сега, реалноста каква ќе биде, ќе видиме. Јас сепак сум, мислам, не дека сум оптимист, јас сигурен сум дека ќе формираат владата, бидејќи цената е скапа, бројките знаеме до каде отидува, интересите се тука веќе во прашање лични. Никој веќе не ги гледа ни македонските, ни на македонските граѓани, бидејќи да имаше правење автопати, меѓутоа видовте дека сега тие порапнаа за 13 милиона, долговите порасна надворешно, бројките се за македонците и за албанците неумоливи. И дека сето тоа ќе се амортизира со тоа што ќе се ги наполнат џепчињата и можеби ќе спрашtat од државава, бидејќи знаете, толку е патриотизмот кога имате во парламентот луѓе со дупли пасоши, онда што очекувате понатака да тие истите ви дозволуваат на након. А приказката дека се давале пензиите, тоа многу брзо ќе го сетиме, ќе можеме да го стегаме ремено, затоа што кредитите дека не можеме да ги издржиме, да ги изимаме, да ги враќаме, каматите се многу големи. Ете гледате, тој фамозен добар кинески кредит искочи дека ќе кошта милиарди и нешто. Так. Бидејќи девизните разлики, доларот почна многу да рипа. Едно беше кога се зема кредитот, беше доларот низок, ама сега е доларот веќе парамар со еврото. Така, гледаме дека странците некако чудно почна да се ги повлекуваат инвестициите. А ние пумпаме пари, пазете што е најстрашно, ние пумпаме пари во некои фантомски фирми. И мислам дека по мене так, би останале ли на линија? Да, би останале ли на линија да се вкрстите со друг гледач? Немојте се крстите, знаете зашто? Затоа што приказката негова е иста и више не би сакал со него, затоа што не сакам со него да дискутирам,
Затоа што човек кој ќе каже дека пред избори важела една риторика, а сега после избори е веќе друга риторика, нема со кеба пишто да се преговараме, толку пријатно. Ви благодарам и на двајцата тогаш, пријатно велам на двете линии, да во додека се вклучи нов гледач, само да прочитам на мој термин на фан страницата што ни пишале гледачите. Димитар вели со самото изјаснување дека нема да го поддржат или продолжат мандатот на специјалното јавно обвинителство, тие изгубија секакви коалициони партии. Албанските партии се изјаснија јавно дека го поддржуваат СЈО и една од главната причина да коалицираат со македонските партии е продолжувањето на мандатот на СЈО. Како Груевски излегува во јавност да држи предавања, така самиот си се оддалечува од власта. Дејан пак вели се пее песната, седи и плаче, зошто не го играат другарчињата. Тоа е она што ни го пишале во поштенското сандаче на фанстраницата на мој термин, додека пак Славица и Лилјана имаат исто така нешто напишано. Лилјана вели, ајде вака, ДПМН е вирус кој мутираше 10 години и направи катастрофа од огромни размери. Мислеа дека нема лек, но шарената револуција направи вакцина која полека но сигурно ја запира катастрофата. Мандатарот има 20 дена, а потоа но сигурно пред портата во Идризово ќе биде спрострен црвен тепих. Одиме со јавување. Добро вечер. Ало, добро вечер. Ве слушам, добро вечер. Јас сум Љубомир Брајановски. Поздрав до вас, Љубомир. Да, вие правите политиката, кој ви дава пари од таму набивате. Друго ништо. Зашто тоа зборувате? Тато точно. Не, зашто зборувате? За кого? За нас ли? Вие сте политички определени, вие сте на Сорос и на тие, бе. Од каде знаете тоа, господине? Што? Од каде го знаете тоа? Ма немој. Па знам. Не, ве прашувам. Вие сте неколку канали, де вака, де така, како му... Кој ве рани од тамо, кој ви дава пари од тамо, пропагандата правите, што не, туго ништо нема. А од каде знаете дека нас не храни Сорос? Немој. Вие, канал 24, овие Телма, тој ве рани вас. Ај, пријатно. Од мене толку. А вас, господине, кој ве храни? Тоа е да ви кажем, на толку многу глад во една држава, секако доаѓате до ситуација да се грижите за тоа кој кого го храни во државата, наместо да се грижите за својата софра и трпеза. Во оној момент кога некој вистина ќе има вака документација да ми постели на масава и да ми покаже се што треба, овде во живо вака до мене седнат спроти, да ми објасни детално и доказно за сите можни обвинувања, тогаш може да разговараме. До тогаш грижете се за вашата софра. Славица вели, нешто кисело ми изгледаше новиот мандатар, а некако порано уживаше да го сликаат и снимаат, не ми е јасно зошто избега од новинарите и нивните прашања. За крај тешко на оваа жална Македонија. Поздрав до вас, Славица. Дали имаме некој друг на линија? Добро вечер. Ало, Христо се роди. Вистина се роди, повелете. Нека ова лето Господово беричното благословено на села наша земја и цел свет и на вас, вашата телевизија. Благодариме. Ипак сте вие една од телевизиите во Македонија најреалните во информирањето на станите во земја и во светов и најкоректни како водител и издржливи во сите овие контактни емисии, за разлика од че прави разлика и паралело некои, како например во другите телевизии, како Јади Бурек или Лата Сака, да дозволат и до гласите да се изјаснат ствари, ако не им одговарат, одма ги приникуваат и така на така. Јас имам со потполно си давам сам себе си за право, оти сам су се погледал, сам су се приспитал, имам право да кажам за ова слуша денеска за тоа бедно примање на тој мандатна одлука за мандатот на пријателот, на другарот, на господинот Груевски. Пред све не знам како тие поддржавачите негови со кој без грижа на совест, без грижа на некако на човечанство, пред све како човек, тоа е многу грешен по мене, како човек, она што го гледавме преку телевизорите, слушавме за тие, барем нешто да демантираше.
Не мораше да дојде до суд, да се дојде на спор на суд да се докаже. А да беше честен, праведен човек, да се слушаше добре мене, јас ќе дозволам судовите да се работат во интелството, дали специјално или неспецијално, или редовно, да се доискаже, дали сум видовен или не сум видовен. Да се биде чист наре. Сега вака, значи тој ни сам демонтираше, тие збореше, ги кажуваше. Например, денем како еден верник, пред светот се декларираше како верник, како христијаноти пред 2 години. Е вртал паричката на бадник таму 5 минути, е вртал лепчето, му се паднала паричката во него, мислам дека беше, сакаше да каже дека бил православен. Меѓутоа, како православен христијанин, пред све не му ликува тој да, како човек, да не зборуваме како функционер, да организира, да се цепуват некој, да му се удира шамари на некој, да се негов најблизок кој го чувал, кој му бранел, министр кој го постави, на тако брутален начин да се притвора, се затвора, да се изживува на него како на стока, не како на човек, како на стока. Таков еден да планира да руши, не знам што, тамо гради, договарањето, мисла тоа е мизерно, тоа се докажа дека тој е само љубен и со денешно негово сакаснување пола сат, тој сепак сакаше да докаже дека тој е главниот и важниот во држава. Значи, како држава да ја негова од татка му или од мајка му својна. Значи, председателот за него не важеше ништо. Нека се стиди, нека се срами, иначе мислат дека ќе е последно, иначе за влада нема се формират, и ни другите, меѓутоа недобро ќе бидат ова техничка влада или како се вика така, влада, ова е прв попис и една изборна единица, менување на законот и забрана за користење на името ВМРО тие 4 букви. Добро. Тоа е мој и мислам дека така ќе биде. Благодарам за јавувањето. Поздрав до вас и убава вечер. Оние гледачи кои што сакаат да направат вкрстување на своите ставови, слободно нека се изразат и ќе го сториме тоа со оној следен кој што би сакал тоа да го направи. Без разлика на тоа како е формулирана поддршката за специјалното јавно обвинителство во платформата на албанските партии, тие остануваат доследни на заложбите дадени во предизборниот период. Да за СЈО и без привилегирани независно од статусната положба, од политичката или националната припадност, смета поранешниот јавен обвинител Јован Трпеновски во прилогот извештај на колешката Марија Севриева од Дневникот во 17 часот. Според него, поддршката за специјалното јавно обвинителство е дотолку поважна, особено поради недовербата во редовните обвинителства и начинот на кој биле процесуирани случаите Сопот, Монструм, Диво населје и Бродец. Ако бараат ревизија, ќе мора да дадат поддршки на работата на СЈО, особено на продолжување на мандатот нивно. Со една ваква платформа, независно како е формулирана, мислам дека албанските политички партии остануваат на ветувањата за поддршка на специјалното јавно обвинителство. Целата политичка криза не може да биде решена без поддршка на работата на СЈО, бидејќи е единствената ситуација која што работи така како што налага законот, бидејќи во другите институции се осеќа известната партизираност и немањето желба да се постапи според законот, вели Јован Трпеновски, поранешен јавен обвинител. Добро вечер. Добро вечер. Ве слушам, повелете. Јас сум Перица од Скопје. Поздрав до вас. Ви ги честитам сите празници. Благодарам и ние вам. Вака сега, баш за темава. Ајде. Па сега баш најинтересно ќе биде кој баш ќе отформира влада. Но сепак нема да биде, како да кажам, прв пат некој по втор пат да формира влада, а да бил како втор со освоени гласови на изборите. Тоа беше првата влада, беше онаа прва политичка влада на Бранко Цренковски 92-94. Тој го собра мнозинството, имаше 61 пратеник од 120. И тој формираше влада, така да нема да биде ништо страшно, нема да биде ни прво ни последно вако нешто во историјата да се случува во Македонија. Од друга страна, еве сега баш го читав интервјуто на Груевски, вели вика толку го биде изигран од Дуи. Тој дека ВМРО ДПМН ќе се врати на власт, ќе се вратила на власт и би имала 2 мандата поред. Сега баш не го разбравме, бидејќи ни сите овие години кога што владееше 10 години, оно немавме ние баш оно чисти негови 4 години, се некаде секогаш предвремени избори, па нови предвремени избори, па предвремени избори и се така.
Па очигледно сака да каже дека сепак сите проблеми што ги направил он некој ќе треба да ги оправува. Добро. Нормално. И тоа е тоа. Добро. Ви благодарам многу што ми слушавте. Јас вам ви благодарам за јавувањето и ви посакувам пријатна вечер. Она што во продолжение може да се каже се коментарот на Драган, кој што е даден на фан страницата на Мој термин, кој вели господинот ма немо изгледа гладен, тоа се однесува веројатно на гледачот кој што зборуваше за софрите, и понатаму дополнува председателот да постапеше поинаку ќе беше чудно, а вака постапи очекувано за жал. Поздрав до вас, Драган. Дали имаме некој друг на линија? Повелете, добро вечер. Да, има. Ве слушам, повелете. Па би рекол, граѓанинот Кейн му додели на најголемиот антимакедонец право да направи влада поново. Најголемиот душман на Македонија тој е. Значи, нема да успее да направи влада, се знае кој ќе направи влада, а и ако не направи тој другиот влада, ќе има барем техничка влада, која ќе донесе до попис да се направи и некои регуларни избори да се направат, да речем, во април месец, кога доаѓаат локалните избори. Во едно СЈО ќе обстане и душманот ќе го стават зад решетки. Денеска не изгледаше на човек, поеќе изгледаше на шејтанот лично, отколку на тој што се представува пред неговите следбеници. А инаку би почекал уште малку, ако има некој нешто да каже. Добро, тоа би било се? Па, со сега. Добро, благодарам. Ајде да видиме сега да вклучиме некој друг гледач. Добро вечер. Здраво, Македонија. Ве слушам, повелете. Од Штипка врако Венците. Поздрав до вас, повелете. Некои спомнуваат, а не остануваат на линија. Имат прекрасна можност овој прав оригинален граѓански парламент. Овде, бре, луѓе, ќе се сукобинали со мислења и коментари истинити пред јавноста. Овде се дава шанса, а вие како маски онова да не спомнам, тоа бегате од дебата. Бидејќи немаме дебата и ваков парламент пред изборите и да учествуваме сите во него, се деси најстрашното. 10% кампус албански да ни наметнува немогучи услови на живот, они да ни ја кроат судбината. Не са криви они. Ние сме криви, луѓе, разберете. Затоа што ние дозволивме политичарите одамна са ван памет. Меѓутоа, ние овде, ако седнеме, направиме дебата, сите политикари тамбура ќе ни играат. Ја гарантирам. Од Никола до Свети Никола до сите, ние и дозволивме. Не само да лаеме индивидуално, плюкнеш, навредиш и бегаш. Овде во вакви дебати. Да имавме вакви дебати, немаше да ми се десе најголемата голгота. И сега ќе заврашам за оние да можат да ме питат. Никој не знае кој ќе формира влада. Формирана е владата од тие што треба повисоко, етем повисоко. Завршено е, бре, луѓе, доаѓа 20 јас насочи, кога се јави последен пат во оваа прекрасна емисија. Така. Ќе останете ли на линија затоа што претходниот гледач чека на линија? Претходниот гледач спомна нешто, не беше јасен. Може ли појасно да постави прашање? Ајде, претходниот гледач, доколку сака да се вклучи, повелете. Да му поставам прашање на... Да, на Кавраков, повелете. Господинот од Шчип. Yes. Господинот од Шчип, од кај ги трпите овие информации, не можам да си објаснам. Код кој изборче, дај да проверам и ја да видам тој изборче од каде иде, па може ќе ме опари некоја паричка од овие народниве пари што ги делат овие шакоми капом на пропагатори како тебе.
Господине Кавраков? Може да одговорам? Да, повелете. Такви бедни душички не можат да стекнат таа информација и информациите јас ги имам. Цел живот 25 години јас се басам професионално со јавното мислење. Додека паричките ми се живот, на мене животот е многу повише од парите. Македонија во прашање, а ти човеку не заслужуваш да живееш во Македонија. По мене. Првиот гледач? Ја би рекол, пред 25 години тој немаше појма дека постои он лично како особа, не па да иде таму некоја агенција да представува, која застапува некои анкети да врши и да прави. Што се занаша тој од времето на овие патриоти почна да изиграва некоја кетар тука и ништо поe. Сила покаже друсовија на власт, ке го видам после кај ќе се скрие која глучечка дупка. Господине Кавраков? Нема поле за разговор. Човекот не ги сваќа условите во кои живее. 20 ќе го запамти он, 20 доаѓа. ДНД, кога е решено, кој ќе биде премиер на Македонија, ќе се чуеме и после 20, ја пред 20 кажу, пред една недела. Завршено е унапред, луѓе. Не може ова парче земја да биде на некој кој во светот нема да се понови со сите гафови што ги направи, да го прогласите пред време за премиер, го удавивте вие заед, го закласте со вашата поддршка. Нереална. Човекот се гледа секој секунд, секој минут, не знае што зборува после минута. Значи, вие направивте од него херои такви, не можат да поминат ни во Тонгузија, во Африка. Тоа е од мене. Што на линија? Поздрав до вас и поздрав и до двајцата гледачи. Ви благодарам за јавувањето и на двајцата. Бојан на фан страницата на Мој термин вели: СДСМ, БЕС и Алијансата на албанците имаат многу стабилно гласачко тело. Ако формираат влада ВМРО и ДУИ, ја мислам по неколку пратеници ќе ги напуштат тие партии. Благодариме Бојан за комуникацијата. Поздрав и до Вангија, која што исто така ни пишала на Мој термин, по однос на дел од јавувачите претходно, но да не ја навраќаме темата на тоа, затоа нема да го прочитам коментарот. Дали имаме некој друг на линија? Добро вечер. Ало, поздрав. Ве слушам, повелете. Среќни празници. Да, благодарам и вам исто. Вака, значи, татот му е доделен на Груевски, на ВМРО ДПМН Груевски ќе му го додели, според иерархијата, нели? Пошто те Боки Батина таму и другите се само и учители. Вака, значи, според мене, сакав да го прашам Кавраков многу едноставно прашање. Да, веќе се откажа од комуникација. Да, знам. Сакав само да го прашам дали смета дека Груевски, а не ВМРО ДПМН, треба да направи влада со Али Ахмети. Ништо повеќе не ме интересираше, само да ми одговори со да и со не. Меѓутоа, моје некое размислување. Груевски не може да формира влада од неколку причини. Прва и основна причина е што албанските партии не го поддржуваат него. Знаејќи дека не го поддржуваат албанските партии, Груевски покрај парите што ги нуди сега, ги знаеме, видете да ви кажам, граѓаните после она шарена револуција и после оние информации кои што почна отворено да се шират и во меѓусебни разговори и по социјалните мрежи, тешко веќе од граѓанинот можеш нешто да сокриеш. Знаеме до кај стигнаа цените, дури знаеме, замислете овне, знаеме каде преговара Груевски, со кого и во кое време. Па тоа порано никад не било. Значи не може тоа да се сокрие никако. Цената за преговорите веќе кружи, како е, што е, зашто е. Меѓутоа сметам дека Ахмети е доволно пистар да не
му прифати на Груевски формирање на влада од неколку причини. Прво и основно, албанските граѓани во Македонија на вистина ќе му се соберат на Али Ахмети и ќе му направат овде демонстрации кои што цел живот ќе ги памти и нема да знае ни с која врата да бе. Како второ, оние граѓани за кои што вештачки го дале гласот за македонска партија, што исто сакав да му го поставам на Гавраков прашањето, се исто тие граѓани на Македонија кои што поддржале опција која што во моментот им била најреална и најприфатлива. Како трето, Беса не случајно не доаѓа на преговорите кога Али Ахмети ги свикува овде, ама овде да се исконсултира со, да речеме, во Албанија и во Косово и така натаму. Нити Албанија, нити Косово ни ја градат иднината, нити они можат да направат нешто ни на нас, ниту на албанците овде во Македонија. Во Македонија се знае која крои иднината. Прашањето и одговорот се многу прости и многу едноставни. Овде некои луѓе што се јавуваат во емисијава и во многу други што ги слушам и што ги следам, мислат дека иднината на Македонија не може да постои без Груевски. Тука е лажењето на народот. Добро. Значи Груевски, само да завршам овде. Значи Груевски нема да направи влада, владата ќе ја формира СДС. Колку и како ќе трае таа влада не можам да кажам. Меѓутоа можам да кажам дека нема да тера цел мандат, ќе се направи она што треба да се направи и со СЈО, и со кривичната одговорност на сите што се засегнати од СЈО и од метите од бомбите, бидејќи бомбите веќе со вакви шпекулации почнаа да ги забораваат луѓето, меѓутоа тоа не се заборава, иако некој сака тоа да биде заборавено, и сметам дека после 20 дена Груевски гордо ќе изјави дека влада не прави поради тоа што е патриот, а ќе го скрие фактот дека не може да направи влада и владата ќе ја направи СДС. Огнени свините задржат, се најубави поздрав. Ви благодарам за јавувањето, поздрав до вас, тоа беше и последниот гледач како што гледам според најавата од режијата во денешното издание на Мој термин. За крај само дел кој што се однесува токму на прашањето за коалициите кои ВМРО-ДПМН би ги направило со ДУИ или не би ги направило, кое што е извлечено од интервју кое во моментот го читам на Курир, а по однос на прашањата вели сепак ДУИ сега може да донесе поинаква одлука е прашањето. Груевски одговора ДУИ има право да донесе каква сака одлука исто како и ние. Следува подпрашање кое вика сакате да кажете дека во иднина не би коалирале, иако би требало да ја коалицирале, со нив ако сега донесат одлука да не одат во коалиција со ВМРО-ДПМН како партија која доби најмногу гласови и пратеници. Груевски одговара: мислев генерално дека секој си носи одлука самиот, но ако сакате ќе одговорам и на ова прашање. Ако сега ДУИ отиде во коалиција со втората наместо со првата партија, со поразениот наместо со победникот, секако дека тоа ќе значи утврдување на една нова практика и традиција во Македонија, на која ние секако ќе се приспособиме не само сега, туку и во иднина. На тоа подпрашање има: значи ако сега ДУИ не коалира со ВМРО-ДПМН како победник, на следните избори ако победите, нема да биде дел од владината коалиција. Груевски одговара: ако ВМРО-ДПМН како победничка партија биде изиграна од ДУИ, независно кои ќе бидат причините за тоа, бидете убедени дека наскоро ВМРО-ДПМН ќе се врати на голема врата во владата и тоа најмалку 2 мандата поред. И ќе бидеме без каква било обврска при составувањето на владата. Под прашање што ако СДСМ сега им понуди подобри услови за коалицирање, поразениот обично нуди подобри услови, започнува Груевски во одговорот. Поинаку не може ни да биде. Во 2008 и во 2014 и без ДУИ и без ниедна друга албанска партија ВМРО-ДПМН можеше да формира влада. Прашањето е дали ќе постапуваме по принципите што до вчера ДУИ ги заговараше јавно или ќе ги смениме. Ние сме подготвени за двете варијанти, но не само на овие избори, туку и во иднина. По неколку пати повторен е зборот иднина во ова интервју на Груевски. За во иднина останува ние да следиме што ќе се случува и сето тоа да го коментираме во овие емисии кои што се дадени на 24 вести, токму за вас, гледачите наши. Пријатно од мене.